Добър ден! Почитувани ученици, аз съм Елизабета Ангелевска-Митревска. Доаѓам од основното училище Блажи Коневски од Вирус. Аз съм оделенски наставник во прво оделение. За денешниот час подготвив презентација по предметот македонски јазик на содржина дополнување на испуштен збор во реченицата. Целта на овој час е да се оспособува ученикот за правилно дополнување на испуштен збор во реченицата, да се развива способноста за правилно изразување и творење. За учениците да го разберат значењето на целосни и правилно формулирани реченици ќе се спроведат следните активности. Најпрво има читање на правилно формулирани реченици според дадена илустрација. Вежба 1. Пронајди го зборот кој недостасува во реченицата. Вежба 2. Продолжи реченицата. И вежба 3. Состави реченица според тоа што го гледаш. На крајот следува извлекување на заклучок. Изразување со целосни и правилно формулирани реченици според дадена илустрација. Читање на правилно формулирани реченици според дадена илустрација и обид да се испушти збор во реченицата за да се увиди разликата. Што гледаме на оваа илустрација? На оваа илустрација забележуваме дете како вози велосипед. Ајде да се обидеме да составиме правилно формулирана реченица, за точно да ја пренесеме пораката од илустрацијата. Првата реченица е Горан вози велосипед. Втората реченица е Горан вози. Што мислите? Која е поправилна реченица? Поправилна реченица се разбира првата, каде зборот велосипед има големо значење. Зошто? Затоа што точно ја отсликува ситуацијата на која што ја гледаме на оваа илустрација. Бидејќи на местото на велосипед може да дојде и друг збор. Например, може да биде Горан вози автомобил. Сега гледаме следна илустрација. На оваа илустрација што можеме да забележиме? Тука забележуваме како деца си играат фудбал. Ајде да составиме реченица каде точно ќе го отсликаме тоа што го гледаме. Првата реченица е децата играат фудбал. Втората реченица е децата играат. Што мислите? Која е правилно формулирана реченица? Се разбира, правилно формулирана реченица е првата реченица, каде зборот фудбал има правилно целосно и дава целосно значење на оваа реченица и правилно ја истакнува илустрацијата, поточно тоа што го гледаме на оваа илустрација. Зошто? Доколку на местото на зборот фудбал го испуштиме, навистина може да дојде сосема друга реченица, може да биде децата играат криенка. Вежба 1. Пронајди го зборот кој недостасува во реченицата. На првата илустрација гледаме зајак. На втората илустрација гледаме зелка. Што да направиме? Ајде да се обидеме да ги поврземе со вистинскиот збор, за зборовите зајак и зелка да преминат во една правилно формулирана реченица. Тука јас го ставив зборот јаде, па реченицата доаѓа вака: зајакот јаде зелка. Нормално, бидејќи добивме една расказна реченица, на крајот ставивме точка. Одиме со следната илустрација. На следната илустрација гледаме девојче. Потоа гледаме музички инструмент, поточно гледаме виолина. Ајде овие два зборови правилно да ги поврземе за да добиеме целосно смислена, правилно формулирана реченица. И јас тука зборот свири го искористив така што ја добив реченицата: девојчето свири виолина. И тука, бидејќи имаме расказна реченица, на крајот ставивме точка. Сега гледаме едно маче, го именуваме маче. Тука гледаме риба. Зборовите маче и риба да ги поврземе со соодветен збор за да добиеме правилно формулирана реченица. И јас тука го искористив зборот јаде, па ја добив реченицата: мачето јаде риба. Но, ајде да размислиме. Доколку на местото на зборот јаде го изфрлиме, можеме ли да додадеме некој друг соодветен збор за зборовите зајак и зелка да добијат, повторно да добијат да постигнат една правилна реченица? Се разбира дека може. Тука може зајакот гледа зелка. Може да биде девојчето има виолина. И така натаму. Одиме со вежба број 2. Вежбата број 2 вика продолжи ја реченицата. Што гледаме на првата илустрација? На првата илустрација гледаме конј.
Сега да се обидеме со зборот коњ да започнеме, поточно да создадеме реченица која ќе започнува со зборот коњ. Првата реченица е коњот трча во ливадата. Реченица која правилно и точно ја отсликува илустрацијата. Втората реченица е коњот е диво животно. Исто така, правилно формулирана реченица која е но, за разлика од првата, е малку со поразлично значење. Што гледаме на втората илустрација? На втората илустрација гледаме како куче се игра со едно малечко топче. Ајде да создадеме реченици кои ќе започнуваат со зборот куче. Првата реченица е кучето игра со топче. Реченица која целосно ја изразува ситуацијата што ја гледаме на оваа илустрација. Втората реченица е кучето е домашно милениче. Исто така, правилно формулирана реченица каде што почетен збор е зборот куче. Што гледаме на следната илустрација? На следната илустрација можеме да забележиме овца. Првата реченица е овцата дава млеко. Втората реченица е овцата е домашно животно. И двете реченици се правилно формулирани реченици и двете реченици започнуваат со зборот овца. Накратко, ако се навратиме на овој слайд, ќе забележиме дека се запознавме во првата ситуација со диво животно, во втората ситуација со едно домашно милениче, а во третата ситуација со едно домашно животно. Одиме со третата вежба. Именувај ги плодовите и состави реченица во која зборот ќе завзема различна позиција во реченицата. Што гледаме тука? Гледаме јагоди ставени во чинија на маса. Првата реченица е јас јадам јагоди. Зборот јагоди го завзема завршниот дел во реченицата. Поточно се наоѓа каде? Се наоѓа на крајот од реченицата. Втората реченица е јагодите се на масата. Реченица која целосно го истакнува тоа што го гледаме на оваа илустрација, а зборот јагоди се крие на почетокот на реченицата. Втората илустрација има зеленчук, поточно гледаме моркови. Сега, ако го искористиме зборот моркови, можем да создадеме најразлични реченици. Првата реченица е морковите се многу здрави. Зборот моркови се наоѓа на почетниот дел на реченицата. Втората реченица е зајакот сака моркови. Исто така правилно формулирана реченица, но зборот моркови се наоѓа во завршниот дел на реченицата. На крајниот слайд гледаме едно дрво, поточно гледаме една јаболкница на која што има 3 прекрасни јаболки. Првата реченица е јаболката се многу здрави. Втората реченица е во чинијата има јаболка. И во двата случаи речениците го содржат зборот јаболка, за разлика од тоа во првата се наоѓа на почетокот на реченицата, но во втората се наоѓа во завршниот дел на реченицата. Што е важно? Важно е да забележиме дека доколку испуштиме одреден збор, например, ако зборот јагоди го испуштиме и во првата и во втората реченица, во првиот пример, речениците на вистина може да добијат многу поразлична смисла. Например, ако биде јас јадам, ако го исфрлиме зборот јагоди, на неговото место може да дојдат на вистина многу други зборови. Например, може да биде јас јадам зеленчук, јас јадам чоколадо, јас јадам сладолед и така натаму. Еве и во вториот пример. Ако го испуштиме зборот моркови, како ќе звучи реченицата? Многу се здрави, но се поставува прашањето, на што се мисли? Затоа тука може да биде зеленчукот е многу здрав, овошјето е многу здраво, но на вистина ќе добиеме сосема поразлични реченици од реченицата морковите се многу здрави. Сосема за крај доаѓа една гатанка. Вика вака: ако фалам јас, кажи ме во реченицата на глас. Јас сум составен од гласови и букви. Ако правилно не подредите, убава мисла ќе наредите. Ако фалам токму јас, кажи ме силно во реченицата на глас. Што сум јас? Што е тоа што е составено од букви и кое што на вистина треба да го завземе соодветното место во реченицата? Се разбира, тоа е зборот. Што научивме на денешниот час? Научивме, речениците треба да бидат правилно формулирани
со соодветни зборови на правилно место. Ако ракате, изразувајте се со целосни реченици за правилно да бидете разбрани.